Ситуацијата на грчките острови е тешка, бидејќи капацитетот нивни за бегалци е околу 70.000. Последните информации што пристигнуваат од нашиот јужен сосед дека капацитетот е исполнен. Значи на грчка територија моментално има над 70.000 мигранти. Зашто е тоа важно за нас? Затоа што се претпоставува дека тие луѓе набрзо ќе продолжат да се движат кон Македонија, бидејќи практично веќе нема каде да стојат, каде да престојуваат во Грција. Токму и затоа екипата на телевизија Нова моментално се наоѓа на јужната граница за да види од лице место како се подготвува војската, меѓутоа и полицијата да се справи со овој очекуван нов бран на мигранти. Моментално се наоѓаме западно од веќе фамозниот камен К-59, местото каде што се случи оние најголеми инциденти помеѓу армијата, полицијата и мигрантите од друга страна. Од мојата десна страна можете да ја видите и жичаната ограда која што Македонија изгради веднаш по Унгарија. Знаеме кога се направи оваа жичана ограда, земјата беше на удари на критика претежно на невладините организации, бидејќи со тоа се не совозможувал соодветен транспорт на мигрантите. Ние тука работиме на подолга репортажа која што треба да се емитува веднаш по Нова година, каде што во детали ќе ги изложиме ексклузивни информации за тоа како војската се подготвува да се справи со овој бран. Меѓутоа, има и некои дополнителни информации кои што не се доволно јасни или не се доволно разбрани претежно кај македонската јавност. Сите знаат или мислат дека оваа жичена ограда се прави само за да се спречи илегалниот влез на мигранти. Меѓутоа, примерна цел на оваа ограда да се спречи физички контакт меѓу мигрантите и војската. Оваа ограда ја направи, ја изгради армијата и таа е имот на армијата, така што таа е должна не само да ја обезбедува јужната граница, меѓутоа и да ја гарантира или да се грижи за својот имот во случај оваа ограда. Знаеме дека таа во минатото често пати беше цел на мигрантите, многу често ја уништуваа и користеа како коридор за влез во Македонија. Како и да е, од армијата брифираат дека земјава веќе е подготвена за сите можни сценарија. Направени се 3 оперативно-тактички методи како земјава би се справила со евентуален нов проток или нов наплив или притисок на мигранти. Кој од овие тактики ќе биде употребен, пред се зависи од условите на теренот. Пред да додеме тука да ја снимам оваа репортажа, прочитав една интересна информација која што излезе во белгиските медиуми, кои што кажуваат дека 6 од 20.000 мигранти биле учесници во војните во Блискиот Исток. Тоа е само уште дава дополнителна тежина на луѓето, на армијата и на војската со какви се предизвици се справуваат на овој терен. Токму и затоа ќе повторам, оградата е изградена за да се спречи физички или директен контакт меѓу мигрантите и војската и полицијата. Знаеме дека најчесто се работи за жени и деца кои што бегаат во војна, меѓутоа не е мал случајот и на луѓе кои што доаѓаат на овие простори со сосема друга намера. Токму и затоа кај дел од нив кои беа фатени на нашата територија беше откриено и ладно оружје, меѓутоа беше откриено и огнено оружје. Како и да е, екипата на телевизија Нова ќе го продолжи својот престап дека на јужната граница, како што кажав, во процес сме на изработка на една ексклузивна репортажа која што гледачите ќе имаат можност да ја погледнат, претпоставувам, пред Нова година. Главната информација моментално на терен дека на јужната граница во овој момент нема поголема раздвиженост на мигранти, меѓутоа војската е тука распоредена и е подготвена да одговори на секој можен предизвик.